преосатото време ќе го посветиме, се надевам, на една корисна тема. На почеток малку занимливости. Седмицава што измина, прочитав една вест која што вели дека според која има и цело видео за тоа, на некои еврејски гробишта, мислам дека беше за во Израел, меѓутоа не сум сигурен, може би е надвор од Израел, на некои еврејски гробишта веќе закопани, значи веќе погребани луѓе кои што починале од COVID и плюс биле вакцинирани. Значи, некој човек, движејќи се со својот телефон, значи, покрај гробиштата, забележал дека од гробовите прима сигнал, Bluetooth сигнал. Значи, самите погребани тела на вакцинирани, кои емитираат тој сигнал. Замисли, доживеавме и такво нешто. Еврејски гробишта, бидејќи најмногу евреи, ако се сеќавате лани, беа вакцинирани. Најмногу тие беа жртви на овие COVID вакцини, па затоа. Иако потоа човекот се прашал дали е тоа случај сега со други мртовци и отишол и во христијанскиот дел од гробиштата и таму нашол некој, значи од некои гробови да се емитира истиот сигнал. Тоа беше сигналот кај што еден русин на лани летото, се сеќавам, го кажував тогаш од катедра, тој живите вакцинирани, како излегувале од Центарот за вакцинација, е детектирал кај нив со својот телефон, детектирал IP адреси и разни други чуда. Тоа може би не е толку битно, меѓутоа факт е дека ова што е зашто го споменав сега е затоа што тогаш беше со живи луѓе, а сега бидејќи многу се починати од самите вакцини, а и многу се починати од COVID, а биле вакцинирани, значи во најмала рака немало фајде, вакцината немала заштита. Сепак и како покојници, телата од гробовите се уште го имитираат тој сигнал. Втора вест е која што уште повеќе ги бранува духовите, така да речем. Ова седмица отворено се зборува дека претседателот Бајден, целата американска влада, го предава својот суверенитет на Светската здравствена организација. Значи, замислете, мислам дека тоа се уште не е конечна одлука, дека може би треба се гласа на Конгрес или не сум сигурен. Замислете, вториот звер. Соединетите американски држави, ако тоа се случи, ако Господ не спречи, ако не биде доволно голема реакцијата, се молам и отворено го молам и Господа да благослови колку здрави сили се уште постојат во американското општество да реагираат на ова, да се побунат на ова. Соединетите американски држави се откажуваат од својот суверенитет, замислете. Значи, ај ова банана држави овдека одамна немаат суверенитет, но ова голема сила да нема, отворено веќе покажува дека не сме ние суверени, туку одлучува, ја предаваме нашата сувереност на некоја светска влада. И последната вест, која што и вовед во темата, веројатно слушавте дека Европската Унија подготвила пакет мерки кои што ќе стапат во сила на 1 јули. Значи, до 30 јуни ќе биде процедурата.
ке треба да се гласа, сите земји членки на Европската Унија ке треба да гласат, дали ќе ги прифатат. Ако сега не се бара консензус сите, туку ако повеќето држави членки ја го потпишат овој европски закон, предложен од Европскиот совет, така да речем, значи од неизбраната диктаторска власт на Европската Унија, ако повеќето држави го потпишат, тогаш тој ќе стапи во сила, а според кој се извинам, Европскиот совет, тоа е друга институција, која што лани, ако се сеќавате, донесе резолуција со која што се ја осуди задолжителната вакцинација. Но Европската комисија е таа, така да речена влада, ги помешав именките. Сега пак Европскиот совет ја изменил својата резолуција и повеќе не се противи на задолжителна вакцинација. Но еве што е, како гласи законот, самиот закон, а тоа е дека од 1. јули, пазите, ова ќе важи за Европската Унија. И јас одмah ќе речем, слава Богу, што не сме во Европската Унија. Од 1. јули ќе стапи во сила закон со кој што сите граѓани на Европската Унија треба да имаат сертификат за COVID-19. И како што вели тука овој напис, луѓето ќе бидат лишени од сите слободи граѓански, ако не се вакцинирани или ако го немаат овој сертификат. Да даде Господ, значи да падне, ова е апла диктаторска, апла фашизација, че отворено, како што ги поддржуваат отворено нацистите во Украина, нацистичка власт, отворено сега во цел Запад се фашизира. Значи, тоа многу ме подсетува ова, иако ние не сме живееле во тоа време, во деновите пред Втората светска војна, кога во Германија постепено, значи Хитлер дојде на власт и не почна веднаш со прогони, со затварања, апсења, евреи, не. Тоа беше еден постепен процес, неколку години, но еве го гледаме тоа, го гледаме со денешниот Запад. Постепено се фашизира. Кон крајот на ова 2022 година и почетокот на следната 2023 година ќе треба да се воведе и дигитална валута. Значи, сега отворено кажуваат кога планираат тоа да го направат. Сега, воведувањето на дигиталната валута не значи веднаш укинување на готовината, но значи едно време ќе постојат заедно. Европската Унија според овој закон ќе воведе дигитална лична карта за секој граѓанин на Европската Унија, а во некои земји тоа веќе се практикува, само до сега беше на доброволна, своеволна база, например во Холандија. Се најавува исто така дека во блиска иднина сите банкомати, ова веројатно се дојства на Европската Унија, но по нивен памет може да тргнат секаде и оние земји кои што не се членки се уште, или воопшто нема да бидат, замена на сите банкомати и ќе се воведат нови банкомати со QR кодот. Значи, веднаш да кажем, ова не е нешто страшно, во смисол, значи, наместо да имате виза картичка или било каква картичка од банка што ја ставаме сега во банкомат, веројатно само со QR код со телефонот на банкоматот за да извадите пари. Но, кога ќе ја укинат готовината, кога ќе нема готови пари, туку само измислени, значи дигитални, тогаш веќе нема да постојат пари во вистинска смисла на зборот. Само дигитално робство. Во некои земји како во Белгија, овој глуп телефон, толку брзо да ми се гаси. Во некои земји како во Белгија, наводно веќе се инсталираат тие нови банкомати со QR кодови. Понатаму се зборува дека во
секој граѓанин ќе добие некаква климатска квота за CO2, какви све глупости се подготвуваат. Ова претходно за банкоматите се вели дека Европската унија има за цел да ја укине готовината, значи да нема веќе, значи едно време ќе постоја дигиталната валута, значи некој дигитално евро, и ќе постојат и печатените банкноти, но во рок, откако тоа ќе се воведе, значи во рок од 1,5 година планираат, значи планираат, да речеме, средината на 24-та година, тоа ќе му дојде, ако иде така по планот, ќе бидат укинати готовите пари. Сега ова се нивните планови. А дали ќе биде така? Да, зависи од Господа, и тоа е мојата порака. И тоа е она што е битно. И оваквите вести веќе најавуваат дека нема да има нормализација. Нема враќање во нормалата. А зошто се смеам? Затоа што од една страна, лично да ви кажам, кога ги читам дома овие вести, мене ме нервираат. Не ме плашат, но ме нервираат. Ми иде да земам пушка во рака и како партизан да се борам против фашистите. Но денес не сме такво време. Значи, денес не се војува против фашизмот со пушка во планина. Денес имаме дигитално робство, дигитална контрола, технологија против која не можеш да се бориш со класични методи. Но Господ и не повикува да се бориме физички со нив, значи со крв и месо. Сепак, факт е дека со оваквите мерки светот опасно се приближува. Пазите, веќе 2 години влеговме во апокалиптичната епоха. 2 години откако посакав на 4. јануари 20. година, честитајки нова година и нова деценија, оваа деценија да биде последната. Посакав. И Господ направи да изгледа дека е така. Замислите, ако се останат овие планови и да речеме најрано во 2024 година да нема готови пари, па тогаш дали 30, дали 31 година тоа ќе изгледа многу далеко. Дори она цифра Сливовски што ја спомена 27 година и тоа изгледа далеко. Значи светот опасно се приближува до жигот на зверот. Зошто? Кога ќе немате готови пари, тогаш буквално, де факто, нема пари и тогаш шо? Секоја економска трансакција, секоја плаќање е под контрола на зверот. Дори ако сакаат целата ваша плата или целата ваша заштита во банка, може со притискање на копче да се избрише, да ја снема, или ќе си постои, ама блокирана сметка, не може да платиш. И зошто го права тоа? За да не може. Сега се збори се уште вакцината. Но ќе дојде жигот на зверот, каде што никој нема да може да купува, ниту да продава, според познатото пророштво Откровение 13 глава, последниот 18 стих, односно 17 и 8, последните 2 стих. Освен оној кој што го има жигот на зверот. Името негово и бројот на неговото име. Во првиот век и цели 20 векови подоцна до ден денес луѓето користеле начини, средства за плаќање, за размена. Еве, значи, до овој 21 век сме плаќале
на начин, мислам, особено па кога немаше фискални сметки, но и откако има, фискализацијата, мислам, од Груевски наваму, од Љупчевската влада, значи, 20 на години, кај нас, и сега, сепак, и со фискализацијата се контролира продавачот, но купувачот не се контролира. А пророштото гласи, нема да може ниту да продава, но ниту да купува. Значи се контролира и купувачот. Сега се контролира и секој купувач се контролира со сегашниве карти. Кога купуваш нешто безготовински, значи со картичка, се знае чија е таа картичка и што се си купил во таа и таа продавница. Јас би сакал да од овие зборови на 13 глава, 70 стих, да никој да не може ниту да купува, ниту да продава, освен оние што го имаат тој жик или името на зверот или бројот на името негово. Во след 14 глава се кажува после третата ангелска вест, бидејќи третата е поврзана со ова пророштво, со жигот. Третиот ангел, 9 стих од 14 глава, што вели? Третиот ангел наиде по него, зборувајќи со висок глас, кој ќе му се поклони на зверот и на неговиот лик и прими жик на челото свое или на раката своја, и понатаму се вели, тој ќе пие од виното на јароста Божија, вино неразводнато излеано во чашата на неговиот гнев и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели пред јагнето. Ги прескокнувам следите два стиха. И сега, оно што ми е најбитно, 13-тиот, да се подсетим уште еднаш на него. Значи, веднаш после третата ангелска вест, Јован пишува, чув глас од небото, како да ми вели, напиши, блажени се што, кој? Мртвите кои од сега умираат во Господ. Ова посебно сакам да го нагласам и за сестра Мимица. Колку и да не гуши, колку и да е голема тагата од разделбата, нека овие, само најавите за овие апокалиптични настани, нека не охрабри, дека близу е денот Господов. Но не само тоа. Господ вели дека луѓето што живеат во времето на третата ангелска вест, во времето на жигот, можеме слободно да речеме дека веќе влеговме во таа епоха. И не само ние што живееме во времето кога веќе отворено се зборува дека ќе се воведува технологијата за контрола на сите плаќења, купопродажби, трансакции, туку од времето кога се проповеда третата ангелска вест. Блажени се мртвите кои од сега умираат во Господа. Зошто, браќа и сестри? Че замислите, Господ ја прогласува сестра Мимица, сестра ги прогласува за блажени. Зошто? Да, тие нас ни фалат, и тука во црква ни фалат, во овие редови. Тие се блажени. Зошто? Зошто се блажени? На што ме подсетува ова? Да го довршам стихот, да, вели Духот, нека се одморат од трудот свој, зашто делата нивни ги следат. Меѓутоа, тој вториот дел не одговара на прашањето зошто се блажени. Зошто се тие блажени? Можеме да речеме дека секогаш во историјата на христијанството, секогаш кога верник умирал во Господа, е блажен. Но нешто специјално има, затоа што стихот што го прочитавме, 13-тиот гласи, напиши, блажени се мртвите кои од сега умираат во Господа. И што значи тоа од сега?
Што значи тоа од сега? Значи, времето на третата ангелска вест. И ова мене ме подсетува на пораката упатена до која црква. Тука малку ќе се подсетиме на нешто што го чувме и минатиот месец. Знаете, минатиот месец брат Никола спомена, значи ова не е некое негово учење, ова е нешто што доминирало во Адвентистичката црква, кај Адвентистите на седмиот ден ова доминираше. И јас кога дојдов прв пат пред 30 на години, го слушав и го читав тоа, дури во книгите на Голубич го читав или на некои постари автори. Онаа теза дека Лаодикејската црква почнува од 1844 година. Значи, тоа сваќање, тоа толкување доминира и заедно со тоа некако, тоа па уште попогрешно е, меѓутоа, кога велат дека Адвентистичката црква е таа, Лаодикејската црква. Значи, Лаодикејската црква, ниту било која од 7 цркви не се врзува за некоја деноминација, туку тоа е периодот, временскиот период или епохата. Значи, сите христијани живеат во Лаодикеја во времето на Лаодикејската црква. Меѓутоа, секако има нешто карактеристично, зашто па христијанската историја е поделена на периоди од 7 цркви. И јас би сакал денес да подсетам исто така, и порано сум го зборувал ова, меѓутоа имам бајаги време од тогаш, не се сеќавам ние кога зборував на таа тема последен пат. Тезата дека Лаодикеја почнува од 1844 година е погрешна. Иако тоа се уште до ден денес доминира во Адвентистичката црква, кај Адвентистите на седмиот ден, и Никола го повтори минатиот месец исто така, во една од неговите проповеди, е погрешна. Зошто е погрешна? Сега ќе се подсетиме. Која е пораката што Господ ја упати до претходната црква, Филаделфија? За Филаделфија дали имаше укор? Не. Како за Смирна, што немаше. За втората од назад, за двете втори цркви нема укор. И втората од напред, и втората од назад, односно предпоследната. За Лаодикеја пак само укор. Така? Има пофалба за Лаодикеја? Не. За некоја друга црква има друга црква предходно само укор, без никаква пофалба, само укор. Да прочитаме? За Ефес има пофалба, иако има и укор. За Смирна е само пофалба. За Пергам, што има тука, го држиш името мое. И не се отрече, значи има нешто што се фали. Пергам. Иако има и некои работи што сум против тебе после. Тиатира. Дали Тиатира е црква каде што има само укор? Не, ги знам твоите дела, и љубовта, и службата, и верата, и служењето, и трпението твое. И дека твоите последни дела се побројни од првите. Дури и за Тиатира има пофалба за средновековната црква, иако потоа ја споменува жената Езавела, блудницата и се така натаму. Идолопоклонството нејзино, идолски жртви, и дадо време да се покае. Сард, црквата на епохата на протестантската реформација. Или така наречената нова епоха. Или тука турете и хуманизам, ренесанса, препород. Како се уште просветителство, како се уште не било наречено. Каква порака има Господ за Сард? Ги знам делата твои, носиш име дека си жив, а мртов си. Биди буден и утврдувај ги оние што се на умирање, бидејќи твоите дела не ги најдов совршени пред мојот Бог. Спомни си за оно што си го примил и чул, послушај и покај се.
ако не бидеш буден, ќе дојдам против тебе како крадец и нема да дознаеш кога ќе дојдам против тебе. И сега, 4 стих од 3 глава, но во Сард имаш неколку имиња, значи имаш некој малцинство, некој остаток, што не ги оскверна алиштата своји. Тие ќе одат со мене во бела облека, бидејќи се достојни. Значи, дури и во Сард, иако повеќе се критика, повеќе е критика пораката до Сард, сепак има исклучок. Има нешто што е пофалено во Сард, како и во Тиатира, и Пергам и Ефес на почетокот. Само Лаодикеја е црквата во која што има што? Само укор, значи најлошата црква. Последната црква е најлошата црква. Ако адвентистите се поистоветуваат со неја, во смисло Лаодикеја е адвентистичка црква, значи адвентистичка црква е најлошата црква, но тоа не е така. Лаодикеја се однесува на последната епоха. Се сеќавам, на оваа тема расправавме еднаш со покоен брат Блаже Николовски. Ја бев на матка, он ми се јави од дома, изгледа. Веројатно од Неготино тогаш. И кога му објаснував ова, и он самиот го свати и си направи споредба. Па тоа искако да кажеме, дека тогаш беше јуни, кога го разговаравме. Тој како да кажеме дека е како Лаодикеја, значи дека сме 6 месец. Значи тоа е времето во кое што живееме, а не некоја деноминација, организација и така натаму. Иако карактеристиките на Лаодикеја може да речеме дека се однесуваат на сите цркви што живеат во низино време. Но нас не интересира Филаделфија. Господ на Филаделфија како се представи? Вака вели светиот, вистинитиот, оној кој го има клучот Давидов, кој отвора и никој не може да затвори, и кој затвора и никој не може да отвори. Зошто вака се представува? Бидејќи во следниот стих што вели? Ги знам делата твои, ете, ти дадов отворена врата, што никој не може да ја затвори. Што значи ово? Рековме за оваа црква, како и за Смирна, има само пофалби. Ти имаш мала сила, а сепак го запази Словото Мое и не одречувај се од името Мое. Ета ќе направам некој од сатанската синагога, оние што велат дека се јудејци, а не се, туку лажат, да дојдат и да се поклонат пред нозете твои и да познаат дека јас те засакав. Овие зборови ги повторува Елена Вајд во раните списи и ги применува на кого? На тогашните први адвентисти ги применува. Значи, самата Елена Вајд во раните списи овие зборови ги применува на првите адвентисти. Значи, првите адвентисти живеат според Елена Вајд, според духот на пророштвото, според рани списи, првите адвентисти живеат во Филаделфија, не во Лаодикеја. Затоа што Господ рече, еве ти дадов отворена врата. Која врата? Има врата што Господ затворил и никој не може да ја отвори, и има врата што Господ отворил и никој не може да ја затвори. Светињата, тоа е тоа. Пораката за очистување на светилиштето. Господ затворил една врата и до тогаш христијаните пред таа, да речеме, низ таа врата, тоа е све жаргон, се разбира се, метафора, низ таа врата имале пристап до Бога, Божиот престол, престолот на благодата преку Исуса Христа, но Бог, престолот на благодата и Исус Христос, како наш посредник пред тој престол, се сега на друго место
каде што пристап на тоа место имаме низ друга врата, што е сега отворена, а таа предходната беше затворена. Значи, 1844 година е времето кога Господ ја започнува епохата на Филаделфија со таа отворена врата. Филаделфија започнува во 1844 година, а не Лаодикеја. И оно што е најинтересно, зашто сепак постои Лаодикеја, да го прочитам уште 10 стих од 3 глава. Значи, ова се уште, ние застанавме на крајот од 9. И сега следниот 10. Уште и се обраќа на Филаделфија. Бидејќи ти го запази словото на трпението мое. И јас ќе те запазам од што? Од часот на искушението, кој ќе дојде на целиот свет, за да ги искуша оние што живеат на земјата. Дали сега разбирате зошто се блажени оние што почина во Господа во времето, од времето кога се проповеда третата конкретно, може не сите три, туку конкретно третата ангелска вест. Господ на Филаделфија и ветува, затоа што го запази словото на трпението мое. И јас ќе те запазам од часот на искушението кој ќе дојде на целиот свет. Кој е тој час на искушението? Тоа е последната голема криза. Тоа е кризата за која што зборува третиот ангел. Божиот печат или жигот на цверот. И Господ на верната Филаделфија, можеме да речеме на сите верни адвентисти од првите генерации, но до сега не можеме да ние тука да ги делиме временски до кога и од кога. До ден денес сите верни кои што во Господа умираат или почиваат, верници на третата ангелска вест, се блажени. Зошто се блажени? Бидејќи Господ им ветил дека ќе ги запази од часот на искушението кој што ќе дојде на целиот свет. Секој што починал со вера во Христа, тој е веќе спасен, смртта е за него и за неја печат. Значи, како да го скокаш, веднаш го прерипуваш времето на неволи, што следи, и веднаш ќе се најдеш кога? Во денот на... Веднаш ќе се најдеш пред Христа во денот на неговото доаѓање. Значи, тоа е, ако да речеме, живеам до денес и денес умирам, тоа значи, до сега течел мојот живот вака пополека до денес, кога ќе умрам, и откако сум умрал, до крајот, до последниот ден, како одеднаш лентата да завртите на брзина, одеднаш го прерипувате целиот тој период на неволи и веднаш повторно живи во денот на Христовото доаѓање. Па нели е тоа благослов? А кои се тие што остануваат? Кои се тие што ќе ги видат овие неволи, овие маки? Сите ние кои што сме Лаодикеја, кои што не сме подготвени, Господ сега да не земе. Туку ќе ни требаат овие неволи што престојат за да се усовршиме. Блажени се сите оние што тогаш ќе починат допрва, особено оние што ќе починат со маченичка смрт. Сето тоа е блаженство, бидејќи сите нив, за сите нив значи тоа брзо мотање, fast forward на лентата. Од моментот на смртта веднаш во последниот ден, второто Христово доаѓање. И кога целиот свет ќе биде жигосен, а само последната генерација, последниот остаток запечатен, и кога веќе никој нема да може да се кае, кога веќе никој нема да може да менува страна, како што е денес, додека трае милоста, се уште можно,
Тогаш светот ќе ги види најстрашните казни Божи што ќе се струпалат врз него, затоа што го погазил Божиот закон, го погазил Синот Божи и неговото Евангелие. Дали знаеме кога ќе умреме? Лично, поединечно, до кога ќе живееме во овој свет? Дали Господ ќе не земе порано, па и ние да не ги видиме овие неволи, овој час на искушението, па и за нас да важи блаженството на оние што од сега умираат во Господа? Или Господ ќе не остави да живееме до крајот и да ги видиме сите тие стравоти, но тие што ќе бидат верни до крајот, а ќе ги видат сите тие стравоти, ќе бидат запечатените, кои што ќе поминат низ маките Јаковови. Таа судбина, значи, каде ние ќе бидеме, ја оставаме во Божји раце. Господ за нас најдобро знае како и кога, како што знаел за сите браќа и сестри од кои што привремено сме разделени во ова денешно време. Нека му е фала и слава вечно. Амин.